представници на меѓународните финансиски организации побарале од ПИОМ да размисли за подигнување на старосната граница. Да. Од 64 на 67 за мажи, 6 на 65 за жени. ПИОМ не сака да предложи такво нешто, но остава сепак на владата да одлучи. Што би значило на ваква мерка за... Не, тоа е, по моје мислење, неизбежно. Неизбежна. Меѓутоа сега прашање кога ќе соберат храброст политичарите да ја сооштат и спроведат. Иначе е неизбежна, бидејќи во е неиздржлива ситуација. И тоа не треба да каже ни ММФ, ни некој било кој трет, тоа треба да го знаеме ние овде. Знам дека е за многу граѓани тоа непопуларно, тоа ми е совршено јасно. Меѓутоа, таква е ситуацијата. Ние, Македонија, се помлади, повеќе има проблеми со исплата на пензии, од друга страна нема работна сила. Комбинација со постаро подигнување на границата за пензионирање е и она дозволување пензионери да работат барем со скратено време. И тоа го има. Еве во Хрватска преговараат да добијат полно работно време од 8 сати, да не биде 4 сати. Значи таа работна сила која може се уште здрава да работи и понатаму ако зема пензија. Значи, знаете што? И Македонија, како цела Европа и други држави во светот, го доживува тој демографски процес на старење на населението. Голем дел од населението е над работоспособна возраст, а млада популација нема доволно. И тука, значи, демографските промени те тера да правиш некакви реформи. Овој пензијски систем што го имаме ние, како што ние нашиот, и колку и да е реформиран, базиран на многу стара идеја за тој Бисмарков систем, го контролирането на Бисмарк во Германија воведен. Која била таа ситуација тогаш што оваа денес во поглед демографски трендови уште да не споредувам. Е неиздржлив. Неодржливо е. И тука мора да има тоа поместување на старосната граница за пензионирање, како и други мерки. Колку и да е непопуларно, мора да дојде до тоа. А владата не знам кога ќе собере храброст да го стварно соопшти, па уште испроведе. Пред локални избори бидете нижни дека нема да го направи. Туку многу сака да ги добие избори во влада, партија, да ништо нема да направи, што би било по нивна проценка на нивна штета. На штета на избори. Така што. Сега на брзината, во брзо време нема да се решава, али еден ден ќе мора. А колку повеќе го одлагаме, после проблемот ќе биде потежок за решавање.